Здраво! Отпочнуваме циклус со предавања околу војната во Украина. Ќе се бавиме со истата од историски, од политички, од геополитички, па и од воен аспект, а ќе се бавиме исто така и со причините за војната. Особено оваа тема е многу малку застапена во нашите медиуми и граѓаните во Македонија се практично неинформирани за оваа тема. Од прилика, овој циклус на предавање ќе има околу 10 емисии. Секоја емисија ќе трае од прилика по 1 час, затоа што станува збор за огромна тема, станува збор за цела една 12 вековна историја помеѓу овие два братски источнословенски народи, украинскиот и рускиот народ. Ова е Украина. Огромна држава, која што лежи во источноевропската рамница и која што се протега на цели 603.000 квадратни километри. За илустрација, чисто за да ја разбереме нејзината големина, ќе кажеме дека наша Македонија е со големина од едвај 26.000 квадратни километри. Што значи дека Украина е поголема од Македонија за цели 23 пати, а за уште полесно да ја разбереме нејзината големина, тоа може да го направиме преку нејзините административни области кои што украинците ги одмериле баш да бидат од прилика со големина на наша Македонија. Еве, например, за пример, ова е Харковската административна област. Тоа е еден пример за административна област. Инаку ова е административна област од 31.000 квадратни километри, а Македонија е 26.000 квадратни километри, што значи дека оваа административна област е така да кажеме, па и 20% поголема од Македонија. Исто што треба да кажеме, тоа е дека конкретно оваа карта е доста добра за илустрација, меѓутоа големината на административните области не соодветствуваат со реалноста. Значи, административните области на западот од земјата, како што е административната област чиј што главен град е Волино, административната област чиј што главен град е Ровно, административната област чиј што главен град е Тернопилј, Лавов, Закарпатје. Овие административни области се, да кажеме, за нијанса помали од централниот дел на Украина, а за уште една нијанса се помали од административните области на истокот, југоистокот и на југот од земјата. Значи, најголеми, најкрупни административни области се овие на југот и истокот од земјата, кои што се со големина колку наша Македонија, па потоа по величина се овие административни области од централниот дел, па најмали се од западниот дел. Но ајде да видиме која е најголема административна област во Украина. Тоа е административната област на Одеса, која што се протега вака. И таа административна област се протега на дури 33.000 квадратни километри а Македонија ако е 26.000 квадратни километри, значи е некои си 25% поголема од Македонија. Ова го кажувам, значи на почетокот на овие предавања, чисто да имате во обзир за колкави територии станува збор. Например, слушаме воени действија
во Донецка административна област. Може би неупатените мислат дека е тоа малце, мислат дека е само градот Донец, меѓутоа тоа е цела една административна област која што е поголема од 26.000 квадратни километри, негде е мислечини околу 27.000 квадратни километри, што значи дека и само оваа административна област е поголема од Македонија. Истото се однесува и на Луганска, таа е негде околу 27. Истото се однесува и Запорожје, истото се однесува и Херсон. Се ова административни области со величина помеѓу 26, 27, 28.000 квадратни километри. Харковска административна област е 31.000 квадратни километри, значи веќе е нешто поосетно поголема од овие и е втора административна област во Украина, веднаш после Одеса. Сите овие административни области кои што се на југот и југоистокот, рековме, ова на почеток, чисто добиете за илустрација, иако на картава не делуваат дека се поголеми од западов, во пракса се поголеми, додека овие тука се негде по отприлика околу 20.000 квадратни километри, додека најмала административна област е административната област за Карпатје, која што е само 13.000 квадратни километри, иако на картава лаже дека е отприлика со големина како другите. Значи, генерално, поентата ми беше дека овие административни области се најмали или се негде во просек околу 20% помали од Македонија. Овие административни области од централниот дел се колку Македонија, додека административните области на истокот на земјата, југоистокот и југот се колку Македонија или поголеми од Македонија. Станува збор за циклус на предавање каде што ќе одиме во танчина. Ќе се бавиме со руско-украинската проблематика, откако двете држави знаат за себе, односно за своја организирана држава. Конкретно, за оваа карта уште би додал, вие, како што читате, напишано е на украински јазик, а украинците користат кирилица, ја користат кирилицата која што е измислена во Охрид, во 9 век, и како и сите практично словенски православни народи, секој народ малку ја видоизменува со понекоја буква, така и украинците. Инаку оваа карта е напишана на украински јазик, на стандардниот украински јазик, кој што својот темел на формирање на украинскиот јазик ги зима источнословенските дијалекти од административните области Чернигов, Суми и Полтава. Како што исто така македонскиот јазик, темелот на стандардниот јазик го зима од Велешкото говорно подрачје. Значи, ова е битно. Овој регион овде, генерално се, тоа не може да се гледа по административна област. Овие дијалекти источнословенски или овие дијалекти украински се базата за формирање на украинскиот јазик. А сето тоа е битно зошто настана војната и зошто настана сите овие проблеми помеѓу овие некогаш ист народ, или до пред 100 години практично, скоро па ист народ, до пред 100 години украинците се нарекуваа Малоруси. И овој дел беше Малорусија. Ќе го замолам режијата, ако може другата карта, чисто да ја видиме, Малорусија. Да, тоа е овој дел, Малорусија. Меѓутоа, околу оваа карта ќе се вратиме подоцна. Исто така ќе го замолам режијата да ја врати старава. Значи, се бавиме со руско-украинската проблематика. Како
би почнале на друг начин, ако не со темелот на нацијата, а темелот на нацијата е јазикот. И овде, исто така за илустрација, би кажал дека западно украинските дијалекти, односно овие источно-словенски дијалекти, каде што се, значи, Волинска административна област, Ровно, Лавов, на украински се вика Лвив, Термопил, на украински чинам се вика Термопил, Закарпатие. Значи, овие западно-украински дијалекти осетно се разликуваат од дијалектите навака, а особено се разликуваат од тоа на кој јазик се говори на истокот и на југоистокот и на југот од земјата, каде што се говори на руски јазик. Значи, еве, ова е сложена проблематика, ќе имаме проблем да ја објасниме детално, меѓутоа ќе се потрудиме. Еве ќе почнеме, кога веќе тргнавме од тука, кои се класично рускојазични административни области во Украина. Тоа е Харковската административна област, Луганската административна област, Донецката административна област, Запорошката административна област, Днепропетровска административна област, која што денеска официјално се нарекува Днепро, затоа што Днепропетровск алудира на Петар Велики, тоа е руски цар, а украинците, нарочито после Мајдан, така се обидуваат да избрисат се што е руско, го укина рускиот јазик како втор официјален јазик во земјата. Од 2020-2021 година дури го инкриминира ако во овие рускојазични области вие користите руски јазик во јавна употреба, како на пример на фудбалски надпревар, на пример овде во Харковска административна област, во Луганска, во Донецка, каде што играат два класични руски тимови, исто како во Македонија, каде што може да има фудбалски надпревар, каде што играат два албански клубови. На разгласот може да се говори на албански, додека во овие рускојазични области, и тоа со акт на Зеленски, чинам беше, ова е официјално инкриминирано дело. Сега, дали се практикува казна, тоа не го имам проверено, меѓутоа мислам дека и овде им е наложено да се говори и на надпревари, и по фризерски салони, значи и по маркети, да мора да пишува на украински јазик, кој што украински јазик се говори, да речеме, од овде, Полтава, Суми, Чернигов, па навака, низ целиот запад на земјата. Овие два јазици, значи, се разликуваат осетно, како што се разликуваат бугарскиот и српскиот јазик. Или словенечкиот и српскиот јазик. Значи, разлики има. Но, еве да бидеме малце попрецизни. Значи, кои се рускојазични административни области во Украина? Тоа е Харков, тоа е Луганск, Донецк, Запорожје, Днепропетровск, тоа е полуостровот Крим, тоа е Херсонска административна област, тоа е Николаев и тоа е Одеса. Значи, ги набројав главните градови, меѓутоа станува збор и за целите административни области, и овие практично рускојазични административни области заедно ја сочинуваат онаа историска област Новорусија. Ќе го замолам режијата да ја пушти следната карта. Да, тоа е практично ова. Тоа е Новорусија. Тоа е територија која што за време на долгите столетија на владење на Отоманската империја, оваа територија, исто како кај нас на Балканот, си беше составен дел од Отоманската империја, и русите, почнувајќи негде таму од 1700 година па до 1850 година, преку мноштвото руско-турски војни,
практично го освојуваат целиот југ на Украина до Одеса и го нарекуваат Новорусија. Тоа е една од причините зашто е Русија толку гневна на украинците кои што сакаат да се одлепат од така наречениот руски свет, или на руски се вика руски мир, и сакаат да се спојат со политичкиот запад, со многу поклони од братска Русија, од нивниот братски народ, но со тоа ќе се бавиме малце подоцна. Ќе го замолам режијата повторно да ја врати претходната карта. Значи видовме отприлика кои се рускојазичните области. Ќе повториме уште еднаш. Харковска административна област, Луганска административна област, Донецка административна област, Запорожка административна област, Днепропетровска административна област, полуостровот Крим, Херсонска административна област, Николаевска административна област и Одешка административна област. Како најголема административна област, која што е 25% поголема од Македонија, само ова. Значи, тоа е едниот слој на Украина. Секогаш Украина мора да се посматра трослоевито. Режија, уште еднаш белата карта, тоа се трите слоја на Украина. Значи, Новорусија, Малорусија и историска Галиција. Во самиот крај, но ќе се навратиме на тоа. Првата карта режија. Кога веќе го разгледавме едниот слој, а тоа е рускојазичниот слој во Украина, а рускојазична административна област, тоа значи дека во таа административна област целокупниот народ, мајчин јазик му е рускиот јазик, независно од тоа што се декларирал на попис. Дали се декларирал како русин, дали се декларирал како украинец. Тој дома со сопственото семејство, со децата, кога вечераат, говорат на руски, а не на украински, кој што рековме дека осетно се разликува од рускиот јазик. Кога го разгледавме едниот слој, сега ќе го фатиме вториот слој на Украина, кој што се нарекува историска Малорусија, која што постои и пред Октомвриската револуција, пред формирањето на СССР, како некој демоним, како некој етноним нејасен дали има посебност. И третиот слој кој што е најбитен, а најбитен можам да речам, може би и претеристички за оваа војна, тоа е историска Галиција. Тоа е западот на земјата. Тоа се во основа 6 административни области. Административната област, Волинска административна област, значи јас ги преведувам на македонски, на украински малку поинаку звучат, меѓутоа звучат слично. Значи Волинска административна област, административната област Ровно, Лавов, Термопиль, Ивано-Франковск и Запорожје. Значи, овие 6 административни области, отприлика, затоа што административна област не се поклопува идентично со историска област, значи, овие 6 наброени административни области го сочинуваат оној историски дел од Украина што се нарекува Галиција. Галиција е специфична на свој начин, затоа што овде, во Галиција, источно-словенскиот дијалект, Галиција од прилика е тоа што на другата карта е ова делче. Рече, пушти ја другата карта повторно. Значи, тоа е ова делче кое што е со оваа темно-зелена боја, кое што е додадено во 1939 година, но ќе видиме зошто. Се враќаме повторно на старата карта. Значи, овие 6 административни области ја сочинуваат историска Галиција и се специфични во однос на останативе региони со нивниот источно-словенски дијалект, кој што граничејќи се со Полска, е тешко да се разграничи дали станува збор за источно-словенски дијалект или станува збор за западно-словенски дијалект. Исто како што
да речеме на просторот на јужните Словени, е проблематично словенечкиот јазик да го разбереш дали станува збор за јужнословенски јазик или станува збор за западнословенски јазик. И токму овие административни области и овој народ од Украина е највеќе расположен, а тоа ќе видиме во некоја од следните карти, кога ќе видиме како се гласало во Украина од 1991 година навака, од аспект како се гласало за проруски или проукраински кандидати, происточни или прозападни кандидати, ќе видиме дека овдека најмалку има проруско гласачко тело, со тоа што најразличен им е нивниот јазик во однос на овие региони каде што се говори руски јазик како мајчин јазик. Па и менталитетот им е различен, а исто така е многу битно што овој народ тука е православен народ, меѓутоа унијатени се со Ватикан. Значи и тука си имаат своја специфика, а сето тоа е така затоа што овој дел на Украина низ целата, да речам, 12 вековна историја на Украина, која што почнува односно на сите источнословенски народи, практично на сите источнословенски народи, држава мајка или прва држава од кога почнува нивната официјална историографија, барем така тие тоа го водат и Русија и Белорусија и Украина, темел на нивната денешна државност е државата Киевска Русија, тоа е држава од втора половина на 9 век. И таа држава трае 5 века, потоа настанува царска Русија, со еден куп на детали, со кои што нема да се бавиме во првата емисија, ќе се бавиме во некои од следните предавања, затоа што прво предавање ќе ни биде генерално. Сите овие 12 века наеднаш, како и причините за војната, значи сите тие сложени околности, а во следните предавања ќе се бавиме поподробно за одреден период. Значи, што беше поентата? Поентата беше дека овие 6 административни области, ги кажавме специфични со јазикот, специфични со верата, исто е многу битно за нив што тие скоро никогаш, или барем ја не најдов, значи, може би максимум само 5% од времето на целото постоење и на Киевска Русија, која што постои од втора половина на 9 век па до 13 век, и на царска Русија, која што постои од тогаш па до формирањето на СССР, а тоа е почетокот на 20 век. Значи, не сите тие 11 векови, колку и да се, овој дел на денешна Украина, значи, овие 6 административни области, Волино, Ровно, Лавов, Термопилј, Ивано-Франковск и Закарпатје, тие не биле дел ниту од Киевска Русија, ниту од царска Русија, а биле дел од разни полски држави, биле дел од разни други западни држави, како Австро-Унгарија, како разни Хабсбурговци, варијации на тие држави. Значи, затоа така припаѓале на политичкиот запад и затоа и верата им е унијатска со папата и затоа тие највеќе влечеа да Украина се измолкне од Русија, иако знаеа дека ќе настане војна и дека војната ќе се води токму каде што живеат русите, односно каде што е рускојазичното говорно подрачје. Овде, како што знаете вие, војна нема. Но, исто како Југославија, како кога ќе тргнете од север, Словенија, Хрватска, Босна, Србија, Црна Гора, Македонија, значи јужнословенскиот јазик, да кажам, едноставно мутира на линија
север-југ, тоа е практично ист јазик, само мутира дијалектот, независно што ние нели сакаме тоа да го нарекуваме како засебни јазици. Така овде јазикот може да се посматра дека мутира на линија запад-исток. И како се движите од овдека навака, имате разни слоеви, нијанси на источно словенски дијалекти, а кажавме дека темел на украинскиот јазик се е овој регион. Со Полтава Чернигов и исто така кажавме што е битно да се потенцира, значи станува збор за братски народи, православни народи, словенски народи, источно словенски народи, меѓутоа разлика во јазиците има и тоа голема на ниво како што е српскиот и бугарскиот, на ниво како што е српскиот и словеничкиот. Значи, од овде и овде веќе ти е осетна разликата во дијалектите, исто како што е осетна разликата помеѓу Србија и Бугарија, а кажавме дека само една административна област е со големина на Македонија, па видите вие колку Македонија има од овде па до овде, а следствено на тоа и колку Србија и колку Бугарија. Откако дадовме така еден темел, досега, покажувајќи ја картата со административни области, значи станува збор за сложена работа, огромна држава, огромни држави, огромна историја, практично во овој циклус на предавања ќе се бавиме со причините за војната, токму оние причини кои што по нашиве медиуми воопшто не се спомнати, нити па се обидел некој, нити е кажено 0,1% од ова што ќе го кажеме овде сега. Во овој циклус на предавање ќе се бавиме со генерално војната во Украина, значи од историски, од политички, од геополитички, па и од воен аспект, но тоа во следните предавања. Овде во прво предавање ќе се бавиме, како и досега, со општи податоци околу Украина и досега се бавевме со административните области, чисто да имате во предвид за што станува збор, за колкава држава, за каде се разместени административните области, каде се говори руски јазик, каде се говори украински јазик и каков дијалект на украински јазик, тоа го кажавме, меѓутоа ќе го кажеме поподробно и во следните предавања, кога тогаш ќе се фатиме само за еден период од оваа долга историја помеѓу овие сега два народи, некогаш еден народ. И затоа од кога го дадовме тој темел, сега малце ќе се побавиме со оваа карта. Оваа карта ја пуштавме накратко и досега. Оваа карта е показател за тоа каква Франкенштајн творевина е денешна Украина. Практично, како е составувана денешна Украина за да дојде во овие денешни огромни граници. А е составувана вака не заради некогашниот украински идентитет или малоруски идентитет кој што се јавува и пред СССР, кој што е сепак, да речеме, украинскиот идентитет е стар само 100 години, додека малорускиот идентитет има уште некој столетие наназад, додека претходно единствен демоним и етноним на ова подрачје, како и на север во Белорусија, како и на исток во Русија, беше единствен демоним и етноним Рус.
Ќе видиме зошто и белорусите се белоруси, но не можеме тоа одеднаш. Овде ќе се бавиме со тоа како е Украина составувана. А составувана е заради силата на незиниот источен брат, рускиот народ, па и на белорускиот народ. И се ова територии кои што се одзимани од некого и се спојувани во ова Франкенштајн творевина, која што се нарекува денешна Украина и која што во изминативе 100 години си создаде и сопствен идентитет. И сето тоа не го проблематизираше Русија, не им беше забрането, меѓутоа им беше забрането да се соортачат со политичкиот запад. И затоа и да се измолкнат од тој така наречен руски свет или на руски мир. И затоа Русија збесна, и затоа Русија испроблематизира, и затоа Русија направила војна. Затоа што оваа територија некогашна царска Русија и не составуваше. Крим е додаден, како што пишува тука, 1954 година, како поклон од тогашната Руска социјалистичка република во времето на Хрушчов. Но ајде да почнеме од почеток. Нешто од ова начнавме и и досега, кога накратко ја пуштавме оваа карта. Ќе почнеме од регионот на оваа карта, кој што е со розова боја. Тоа е регионот каде што се говори руски јазик до ден денеска. Значи и тие што се декларираат за руси и за украинци се рускојазични. Овој регион беше, како што спомнавме, под Отоманската империја, негде од 1700 година до 1850 година. Тие детали до душа ги кажавме претходно. И поголемиот руски, украински брат, тоа е Русија. Југот на Украина го одзема од турците и го спои во царска Русија. Меѓутоа, работите се менуваат, историјата се менува. Не можеш да знаеш што ќе биде за 100 години од сега, што ќе биде за 200 години од сега. Па русите, независно од тоа што го освоија мачно од турците, во 1922 година, како што пишува на картава, едноставно го дадоа поклон на Советската социјалистичка република во Украина. Тие тогаш воопшто не ни мареа, не можеа да претпостават дека ќе дојде ден, дека овој регион, составен со овие региони навака, ќе си створи нов идентитет и ќе отиде до таму да сака да се зачленува во НАТО, а НАТО сам по себе значи антирусија. Русија се плаши од НАТО. Русија гледа закана во НАТО и тоа е и целта на Путин. Значи, сите овие 20 години на власт тој инсистираше да не дозволи, иако Русија беше во еден економски пат, а ако економски паднеш, паѓаш секако, Русија да не дозволи да Русија падне да биде второкласна воена сила и како таква ќе го изгуби собствениот суверенитет и политичкиот запад, како што тргна од 1991 година на исток, на релација запад-исток, како што почне држава по држава да ги зима во собствениот НАТО пакт. Еве сега стигна дури и до Украина, а ако и Украина паднеше, потоа веќе Русија има едно основано стравување дека политичкиот запад јакне, доаѓа до нивните граници
И со тоа самите прозападни сили во Русија ќе бидат појаки, со тоа суверенитетот и позицијата на Русија ќе биде загрозен. Значи Русија како таква, Русија во такви граници. А исто така, меѓутоа тоа ќе го оставиме за некои од следните предавања со подробности. Мора да имаме предвид интенцијата на мноштво политичари низ историјата, кои што припаѓаат од политичкиот запад, нарочито во последно време од Америка, кои што нескриено имаат амбиции за таа огромна руска територија, каде што сметаат дека Русија не заслужува толкава територија и толкав светски ресурс. Например, во таа насока има Мерлин Олбрайт кажано дека Русија треба да го сподели Сибир со остатокот од светот, односно источниот дел, дека не заслужуваа толкава територија. Во оваа насока би спомнал и дискусии од самиот Конгрес на Америка во очи на нападот на царизмот, значи кога се растураше царска Русија, односно последниот руски цар Николај Романов и формирањето на СССР, односно Октомвриската револуција, тогаш Американскиот конгрес наголемо заговараше, односно се дискутираше во Конгресот да се распределат сили на американската војска на истокот на Русија да се завземе тоа, затоа што намирисаа дека е Русија слаба, намирисаа мрша и разговара и размислува во таа насока. Дури тогашниот министер за одбрана на Америка има донесено акт за распределување на американска војска на далечниот исток на Русија, како во поддршка на некоја чекословачка војска. Тоа се уште не ми е јасно, тоа ќе го оставиме во детали со тоа да се бавиме во некои од следните предавања. Значи, политичкиот запад, иако вика не, на политичкиот запад му е целта преку соџвакување на Украина, потоа да зачука на вратата на Русија, нарочито со овие сегашни современи оружја кои што се изворедно брзи. Ти кога ќе стигнеш до Харков, на 50 км од Харков е Белгород. Значи, тука е во близина и Москва. Значи веќе доаѓаш во, не бадила се вели, не дворот, него предкуќниот праг на Русија, а куќен праг на Русија е, ако говориме за историска Русија, е најмалку до Галиција. Галиција објаснувавме што е претходно, тоа е ова ќоше, кое што е споено дури во 1939 година, а претходно уште од Киевска Русија, кажавме од кога е Киевска Русија, и за периодот на царска Русија, или воопшто не биле дел од тие држави, или ако биле дел, конкретно овој дел на Украина, биле многу малку. Значи, станува збор за огромна историја и е невозможно во детали да се проучи. Значи, Русија највеќе кога Путин ја отпочна оваа специјална војна операција, се надеваше на климавиот идентитет, ново формиран идентитет на украинците, нарочито во овие региони кои што се рускојазични, и иако на последниот попис во Украина, тамо има еден добар дел овде кој што се декларираат и за етнички украинци, меѓутоа нивниот мајчин јазик кој што е руски и кој што е до степен на неразбирање со овие тука од Галиција или со овие делови од истокот на Украина, Путин се надеваше дека ќе ја придобие масовно поддршката од овие региони, и тоа во добра мера успеа, затоа што еден голем дел од жителите на Украина од овој дел се
дури и се борат на руската страна на оваа војна, а нарочито од најисточните делови, како што се Луганск, Донецк, Харков, па и Запорожје, Крим одамна е веќе вратен под контрола. Меѓутоа, сега ќе се држиме до оваа карта. Може би ќе ми треба 10 вакви емисии од по 1 час, за да ја објасниме целата проблематика. Јас сум сериозен истражувач и едноставно ќе треба време. Ова говориме веќе за луѓе кои што сакаат да се информираат, значи да речеме еден адвенс левел. Значи, ова што го гледате, кој што е розово на картата, е Новорусија и како такво функционира како губернија во рамките на царска Русија како Новорусија. Си има и посебно знаме уште од времето. Тоа ќе се обидеме постпродукцијски да го вметнеме, ако не е проблем, да го видите знамето на Новорусија. И практично ова е по мене и главната цел на Русија, или минималната цел, да се освои историска Новорусија, односно да се освојат рускојазичните области, административни области, кои што до сега ги објаснувавме, односно да се освои овој регион каде што по последниот попис во Украина се изјасни како етнички руси од најмалку 20 па до 100% од населението. Говорам од 20 па до 100%, затоа што тој процент се разликува од село до село, од градче до градче, од град до град. Сега и тоа е сложена проблематика. Нема со таа проблематика да се бавиме во првава емисија, а може би ќе се бавиме во некоја од следните. Значи, ова е поклон од мајка Русија за украинците, земено турците. Значи, така наедноставно може да го кажеме. Кој што е поклонет и споен со овие делови во 1922 година. Зошто? Па да има некоја територијална целина. Сега Русија е од овде натака, Белорусија е горе, Белорусија е тука негде во овој дел. И значи тоа е споено 1922 година, додека најсвеж поклон од русите е Крим, кој што е додаден во 1954 година на Украина, на тогашната советска социјалистичка Украина, едноставно под изговор како поклон за братскиот украински народ и затоа што Крим се наоѓа под Украина и најлогички е, најприкладно е да припаѓа на Украина, затоа што се наоѓа вамо. Дали ќе биде Украина, дали ќе биде Русија, тоа е исто, тоа е држава СССР, која што не може да се распадне. На ист начин размислуваа и србите во Босна и Херцеговина и во Хрватска, кои што авнојските граници ги сметаа за небитни и затоа не се битлачеа, тогаш кога се конституираа авнојските граници, не се битлачеа за тоа докаде ќе биде Србија, докаде ќе биде Босна и Херцеговина, докаде ќе биде Хрватска. Но откако на хрватите и на бошњаците им текна да се делат од Југославија, тогаш Србија рече, па ќе ги ревидираме авнојските граници, па после тоа делете се. Така некако сега им кажа и Путин. Сакате НАТО пакт, сакате да припаѓате на политичкиот запад. Инаку Путин и Русија генерално не им проблематизирале членство во ЕУ, иако Украина не може да припари во ЕУ заради многу причини. Со тие причини нема да се бавиме сега, пред се и поради корупцијата. А токму поради таа корупција Украина, исто како нас овде, така го засака тој бренд ЕУ-НАТО, мислејќи исто како нас овде дека ако се зачлениш во ЕУ-НАТО, све ќе ти процвета. А тоа не е така. Ти треба првим да процветаш, па да зачленат во ЕУ. Меѓутоа, тоа е друга проблематика. Затоа ние не може да просперираме на тој пат, зашто и од нас се зависи, но и од нешто друго, тоа во следните предавања. Значи, оваа карта е визуелна представа каква
творевина е Украина, и зошто Русија збесна, и зошто Путин се надева дека украинскиот идентитет е климав идентитет и дека ќе се распадне под жестината на оваа војна. До сега ги опфативме и подетално Крим и Новорусија. Сега ќе посветиме малку внимание на овој дел, обоен во жолто, оваа линија овде. Значи тоа опфаќа од мали делови од денешната административна област Днепропетровск, најголем дел од денешната Кривоградска административна област. Мислам дека едно чоше фаќа и од административната област Виница. Инаку Виница и преведено на македонски и изговорено на украински се изговара исто. Може да видите дали имаме врска ние со словенските јазици и словенската култура. Ова што е обоено во жолто, тоа е една историска област која што низ историјата, така да речеме, блендира и подсетува на ова име, значи се нарекува Украина. А според украинскиот амбасадор во Белград, кој што беше на почетокот на војната, тој спомна, ова исто така не ми е проверено, дека баш негде овие региони на Украина, околу Жолтово, практично на тамошниот дијалект, Украина значи граница. Значи, и тогаш овој регион бил наречен, еве како што е пишано овде, 1654 година, и тогаш овој регион бил наречен граница. Граница на кого? Граница на рускиот народ. Тогаш троеден руски народ, руси, малоруси и белоруси. Малорусите овде. Но исто така, значи, ги склопуваме коцките на мозаикот за украинскиот идентитет. Например, рековме дека на овие дијалекти Украина значи граница. Но што значи Украина на стандардниот украински јазик кој што се говори низ цела Украина е на база на овдешниот регион Суми, Полтава, Чернигов. Значи Украина значи на украински јазик држава. А додека на руски јазик држава се вика государство. Меѓутоа, значи, и тоа говори, значи, за самото име на државата, тие се крстиле самите себе држава. Или Украина, значи, во држава. Значи, и тоа говори за некој идентитет кој што е малце проблематичен, кој што го кажува оваа карта. Сега, рековме дека уште на претходната карта, кога ги објаснувавме административните области, рековме дека веднаш после Киевска Русија, на почетоците на царска Русија, се јавува еден ентитет кој што има потреба да се разликува од рускиот, кој што се вика малоруски. И практично ова, кое што е со светло-зелена боја, ова е таа историска Малорусија. И ова е нешто што за Русија нема да биде спорно и нема да биде, да кажам, напаѓано воено и нешто што ќе биде прифатливо за Русија да остане како засебна држава, заедно со овој дел на Галиција, тоа е самиот крај, значи тоа што е темно-зелено, кое што, како вакво, после оваа крвава војна, многу е голема веројатноста дека ќе се претвори во втора Полска, односно во нова антирусија. Меѓутоа Русија
територијално ќе казни Украина во овие делови, најмалку во делот на Новорусија, кој што го објаснувавме, во делот на Крим е веќе одамна казната. Инаку во моментов Русија држи околу 18-19% од територијата на Украина, кој што колку што впрочем има и руси по последниот попис, тоа се овие делчиња вака овде негде и Херсонска област. Тоа ќе се бавиме со некоја следна карта. Така да остана уште да ја доисцрпиме оваа карта пред да преминеме на некоја следна. Остана уште најспорниот дел. Тоа е овој дел кој што е додаден на Украина, значи вака, тоа е овде, кој што е додаден на Украина во 1939, односно 1945 година. Дел од Украина со осетно различен дијалект од тие навака, дури со различен дијалект и од местата каде што е стандардниот украински јазик, тоа е негде овде, кој што се унијати со папата православни, кој што низ целата 12 вековна историја практично не биле дел ниту од Киевска Русија, ниту од Царска Русија, или ако биле премалку. Значи, овие заедно со тие од овде инсистира од 91 година, а нарочито после Портоколовата револуција, а нарочито после Мајдан, значи инсистира после Мајдан веќе Русија Украина доби едно сосема ново лице. Во досегашниот тек од досегашната емисија кажавме доста и ова последно парче од емисијата чисто илустративно ќе покажеме одредени слики кои што претходно не ги истакнавме, инаку ние во подготовката за овој циклус на предавања селектиравме преку 200 карти и друг JPG и PNG материјал, меѓутоа и сме технички во можност тоа да биде совршено, меѓутоа пред се е битна содржината. Техничкиот дел не е толку примарно битен и затоа следниве 3 карти кои што ќе ги кажеме ќе бидат само во подкрепа на она што досега го кажав. Конкретно ова што го гледате сега на мониторот до мене е таа Киевска Русија, која што низ текот на првото предавање говоревме. Тоа е, значи, таа прва држава која што и според официјалната руска, и според официјалната белоруска, и според официјалната украинска историографија, тоа за сите овие 3 источнословенски држави е првата држава од каде што почнува нивната државност. Ова е држава од втора половина на 9 век и се протега токму таму, каде што гледате на картава, а тоа е предоминантно на територија на цела денешна на Украина практично, или скоро, и едни помали делови од останатите две држави, најмалку се разбира, најмал дел од Русија, но Русија е огромна. Значи, оваа карта ја покажуваме чисто како илустрација и како подкрепа на претходно кажаното. Имаме уште 2 карти во таа насока, ќе го замолам режијата да ја пушти втората карта. Кога говоревме за Новорусија, или кога говоревме за рускојазичните административни области, нели спомнавме дека тие се на тлото на Новорусија, она што успеа царска Русија да го освои од Отоманската империја.
Па тоа е негде, значи ова е чисто како илустрација, иначе тоа е сложена историја, тоа се сложени векови, тоа се сложени години, ќе се обидеме тоа да го растумачиме во овој циклус од веројатно најмалку 10 предавања, но прво предавање ќе се обидеме да го сведеме во некоја временска рамка од 1 час, да не трае предолго. И оваа карта така да ја имате чисто во предвид, каде што пишува Кримски каганат или Кримско ханство, значи тоа е тој дел на Новорусија, тоа е тој дел кој што Русија го одзема од турците. Тука генерално живееја турци или туркофонски народи или татари. Го спомнавме примерот за Одеса, каде што Одеса негде до втора половина на 19 век е практично град каде што живеат турци и татари. Словени практично биле во трак, русите го освојуваат Одеса од Отоманското царство, го словенизираат, носат од секаде словенски народи и првиот попис кој што го прават, 60% се големо руси или денешни руси, само 20% се мало руси, има и од Србија, има од Бугарија и така натака. Значи, тоа беше цел. И ова освојување на ова Кримско ханство и подоснежна Новорусија. Иначе, Кримско ханство во вакви граници, тоа воопшто не е константна категорија. Значи, низ годините, низ десетлетијата, тоа се менува. Значи, тоа траеле постојани војни. Меѓутоа, тоа е друга проблематика. Значи, ова го кажував чисто интенцијата на тогашна царска Русија да направи граница помеѓу словенските и туркиските, туркофонските народи, а тоа да биде Црното море, а претходно не беше. Претходно турците беа и од таде Црното море, а знаете вие дека во период од 500 години турците беа и кај нас. Така да и на тлото на денешна Македонија огромен дел од населението, веројатно 50% биле турци, барем така покажуваат некои пописи од главните градови. Така да чисто да ја имате в предвид оваа карта и можеби да ве поттикне на ваши индивидуални истражувања, доколку ве интересира оваа тема. И ќе финишираме со последната карта режија, третата карта. Ова кога говоревме за расположението во Украина кај народот на база на руско-проруско расположение. Ова конкретно е карта од 2010 година, од претседателските избори. Меѓутоа е карта која што случајно ми налета, меѓутоа е многу точна од аспект на тоа, кога говоревме како гласа Галиција, како гласа Малорусија, како гласаат административните области во досегашниот тек од емисијата, па говоревме дека истокот и југот на Украина гласа предоминантно проруски, додека останативе делови се, да речам така, радикално речено, и антируски, меѓутоа тоа не беше баш така кога ќе ја земеме поновата историја на Украина од 1991 година па до денеска. Воопшто Украина веднаш не беше спремна да стане антирусија, значи тоа го стори низ 3 етапни фази. Првата фаза беше од 1991 година па до 2004 година, кога се случи Портоколовата револуција, или сега украинците тоа знаат да го наречат првиот Мајдан, или на украински Перши Мајдан се вика, на руски Перви Мајдан. И особено подоцнежната фаза помеѓу Портоколовата револуција или првиот Мајдан и вториот Мајдан, односно Мајдан, како и веќе конкретната радикализација и антируското расположение после 2014 година, односно Мајдан. Меѓутоа, ова се теми кои што ќе ги опфаќаме во следните предавања, затоа што станува збор за навистина обемна материја. Меѓутоа, оваа карта, чисто да ја имате в предвид, каде што е пожар плаво, таму е повеќе проруско расположението. Каде што бледне е плавата боја и преминува во
во посветло плаво и сиво, тамо е веќе расположението антируско, односно проукраинско, односно прозападно. Значи, така, чисто да ја, како за крај на оваа емисија, да имате во увид како прегледност и како поттик за дополнителни истражувања. И воедно да најавиме дека во следното предавање ќе опфатиме генерално се што не успеавме во првово, а во првово успеавме да опфатиме едвај 10% од тоа што планирав да го кажам, односно од тоа што го проучив до сега, а со руско-украинските односи се бавам практично, скоро па професионално, откако почна војната во Украина. Ви благодарам за вниманието.